Соединетите Американски држави остануваат пријатели и партнери на Северна Македонија. Метју Палмер со оваа порака до Зоран Заев ја заврши неколкудневната посета на земјава. На средбата со премиерот, специјалниот представник на државниот секретар за Западен Балкан разговарал за овдешните, но и за случувањата на самитот во Брисел на кој членките на Европската унија не постигнаа консензус за Македонија да почне преговори за членство. Палмер пренел дека за ова прашање американската администрација е во контакт со европските партнери и дека Вашингтон нема дилеми за европската интеграција на земјата. Во делот на НАТО тој уверува дека нема какви било проблеми на патот кон полноправно членство. I reaffirmed for the Prime Minister and in all of my conversations in Skopje the importance the United States attaches. На премиерот и на останатите соговорници им ја повтори важноста што САД им ја придаваат на релациите со Северна Македонија, како и задоволството од одлуката на Американскиот Сенат да го ратификува протоколот за пристапување во НАТО. Се радуваме што наскоро земјата ќе стане 30-та членка. Ја реафирмирав американската поддршка за европската интеграција и перспектива. Тоа јасно го кажавме овде во Скопје и ќе продолжиме да им го кажуваме и на нашите европски партнери. Беше јасен дека на средбите со државниот врв и опозицијата повторил дека САД остануваат зад Преспанскиот договор кој го нарече суштински за мир, стабилност и безбедност на Балканот. Ситуацијата во регионот била дел од прашањата отворени на средбата на американските амбасадори акредитирани во земјите од Балканот, кои денеска се сретнаа во Скопје. Специјалниот представник за Западен Балкан од Скопје продолжува за Приштина, Белград и Атина. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.